Американскиот претседател Доналд Трамп изјави на премиерата на документарецот Меланија, кој ја раскажува приказната за неговата сопруга, дека таа била поотворена за време на неговиот втор мандат, кој започна во јануари минатата година. Филмот, продуциран од Amazon MGM Studios и режиран од Брет Ратнер, го следи животот на првата дама пред инаугурацијата на Трамп во 2025 година од нејзиниот дом во Трамп Тауер во Њујорк до имотот Мар-а-Лаго во Палм Бич и ги снима моментите зад сцената во Белата куќа, објави денес Fox News. Документарецот, кој премиерно беше прикажан во четвртокот вечерта, е дебютантски проект на новата филмска продукцијска компанија на првата дама Muse Films. Пред премиерата која се одржа во центарот Трамп Кенеди во Вашингтон, претседателот Трамп изјави дека првата дама била поотворена во овој мандат. И јас го забележав тоа, таа е поотворена. Тоа доаѓа со времето, таа одлично ја заврши работата. Таа е многу популарна, многу почитувана личност, рече Доналд Трамп. Германските медиуми објавија детали за алиментацијата што поранешниот фудбалер Бастијан Швајштангер треба да ја испрати на својата поранешна сопруга, поранешната тенисерка Ана Ивановиќ. Таа поднесе барање за развод на суд во Мајорка. Извор за порталот Бунте изјави: судијата ја одреди месечната алиментација на 15.000 евра по дете, повеќе од половина милион годишно. Тоа се околу 9 просечни бруто годишни плати за вработени со полно работно време во Германија. Како што е наведено, износот на алиментацијата е утврден како дел од така наречената привремена мерка пред судска постапка. Ова е вообичаена практика во Шпанија кога двојките имаат малолетни деца. Нашата модна дизајнерка Стефанија Насеска на средината на јануари имаше привилегија да биде една од неколкуте креатори од целиот свет кои представија своја колекција на модната недела во Харбин, Кина, а која полека прераснува во една од најпочитуваните модни манифестации во светот. По колекцијата во која доминираше златната маска од Требениште, таа инспирацијата за новата колекција ја пронајде во локалитетот Стоби и скупините што се дел од македонската историја. А на сцената во Харбин пред публиката визуелно го донесе напиот познат локалитет и преку облеката, но и преку фотографии и видеа. Освен што работеше на своето представување, Стефанија имаше можност да запознае дел од културата на Кина, на чекори по замрзната река од чии блокови мраз се гради најпознатиот леден град во светот, да проба и локална храна. Ни во најлудите соништа нема всонувано дека некогаш ќе имам ревија во Кина, а не пак на најголемото интернационално модно случување таму, поточно модната недела во Харбин. Оваа година славам 15 години кариера и можеби токму поради тоа за кронисување на овој момент спонтано само по себе дојде учеството на Харбин Fashion Week. Од 2024 година сум член на семејството дизајнери кои својот труд го представуваат на модниот фестивал European Fashion Passport, Европски моден пасош кој се одржува во Сараево секој септември. Во преполната киносала во Доку Кино Кидс во Загреб, хрватската публика ја проследи премиерата на приказната за Силјан во режија на Тамара Котевска. Премиерата ја организираа хрватскиот дистрибутер Рестарт, Волим документарце и Македонскиот културно-информативен центар во Загреб. Пред публиката се обратија раководителката Доку Кино Кидс Дина Покрајац и директорката на Македонскиот Кидс во Загреб Мими Ѓорговска Илиевска.